И покрај тоа што поедини производители се жалат дека високите температури негативно се одразиле врз приносите и квалитетот на пченицата, сепак резултатите од ожнеаните површини се на задоволително ниво. Земјоделските стручњаци предвидуваат дека просечните приноси ќе се движат помеѓу 300 и 350 килограми од декар, што се смета за добар род. На ниво на држава ќе се соберат над 260.000 тони пченица, што исто така е во рамките на очекуваното. Инаку, според податоците од подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, обработливата површина под пченица во 2022 година изнесувала околу 80.000 хектари. Во Кочанско летово жетвата на пченицата се одвива на околу 3.000 хектари, на кои во полскиот дел се остваруваат солидни приноси, а во планинските реони тие се за 100 килограми по декар помали. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство потенцираат дека го подражуваат производството на пченицата, која е стратешки производ за нашата држава, при што преку програмата за финансиска поддршка во земјоделството се обезбедуваат субвенции од 12.000 денари по хектар за засејана пченица со сертифициран семенски материјал, плюс најновата дополнителна финансиска мерка. Па сега земјоделците реагираат на ниските откупни цени на пченицата кои ги пременуваат откупувачите, односно мелничарите.